Тоа што своевремено Германија со закон забрани вработување на граѓани од поранешна Социјалистичка Федеративна Република Југославија, од 1 јануари 2018 година ќе биде минато, односно ќе се применуваат нови законски норми кои ќе им возможат на македонците, србите, босанците и другите народи со постоечките пасоши да работат во неразвиената европска економија. Имено од 1 јануари 2018 година стартува новиот закон за вработување, според кој сите граѓани од поранешна Југославија, чии држави не се дел од Европската унија, ќе можат да се вработат под исти услови како и граѓаните од Европската унија. Тоа практично значи дека сите кои ќе пронајдат работодавач ќе можат да се вработат како и граѓаните од Европската унија, па заминувањето во амбасадата повеќе нема да биде неопходен услов за добивање на работна дозвола. Пронаѓањето на сигурна работа и натаму ќе биде преку агенција како и досега. Се очекува оваа информација до крајот на ноември да биде потврдена и од официјални институции во Германија. Истата се потпира на фактот дека Германија има недостаток на 100.000 работници во медицинската струка. Во сите други стопански и нестопански сектори оваа земја има потреба од половин милион работници. Таквата состојба негативно се одразува врз економијата на неразвиената европска економија, која, ако сака да го задржи приматот, ќе мора да го реши овој проблем. Впрочем, силната развојна динамика на германското стопанство наидува на проблеми со работна сила и во нашата држава, каде инвеститорите исто така се содруваат со проблемот со недостиг на квалификувани работници кои би можеле да се вклучат во процесот на производството со развиените технологии.